Добро вечер, почитувани гледачи. Јас сум Драган Милосајлевиќ, а вие следите емисијата Заспи ако можеш. Вечерва ќе се вратиме, ќе се свртиме како сакате кон така нареченото женско прашање, моја омилена тема. Инаку не во некоја пежоративна смисла, туку напротив суштинска за жените во политиката, за предизвиците која што таа ги носи за нив, за можностите што им ги дава, меѓутоа уште повеќе за додадената вредност која тие може да ја остварат на општествената и на политичката сцена. Се разбира, Македонија одамна е држава која што номинално се разбира ги задоволува сите права на жените, еднаквоста е заложба на сите нас, меѓутоа мој личен впечаток е дека и тоа како има простор и натаму да се унапредува можноста на жената во секој аспект од општественото живење, ако сакате, и особено во политиката, каде што би требало да играат многу позначајна улога. Вечерва моја ваша гостинка е Жаклина Пешевска, пратеничка во Собранието. Добра вечер. Добра вечер и благодарам на поканата. Се разбира, пратенички вие сте, ви да кажам, председател на Унијата на жени на ВМРО ДПМН. Да. Што исто така има една посебна важност, тежина во вашето работење. Да почнеме од она што последниве денови мене ми го фати окото, ако така смеам да кажам. Често пати, за жал, кога се жените во политиката, некој се обидува кон нив не да се пресметува политички на она фер, би рекол, ферплей сцена, туку да го искористи фактот дека едноставно се жени и токму поради тоа да се обидува преку нивниот пол, да ги навредува на некаков начин, да ги понижува и омаловажува. Го спомнам примерот со една девојка која што не е нешто позната во јавноста, односно е кај младите луѓе, Луна Стефановска, читам се вика, позната инфлуенсерка, која што исто така се осмелила, и ова намерно го ставам во наводници, се осмелила да влезе на политичката сцена, да се кандидира за советник, ако не се лажам. Некој ќе рече ништо посебно, меѓутоа ете, млад човек кој што се осмелил да влезе на политичката сцена и веднаш е жртва на напади кои што во класична смисла може да се наречат како мизогинија. Се навредува незиниот изглед физички, се навредува незината појава и така натаму. Би можел да го земам и примерот со председателката Гордана Силјановска Давкова, која што не еднаш кај е навредувана заради возраста, па се употребуваат разни називи, меѓутоа повторно како жена. Сега го имавме случајот во Њујорк, каде што една фотографија, нешто природно, нешто нормално со председателот на САД Доналд Трамп и со неговата сопруга беше извадена не од контекст, туку беше смислено и провокативно направено, приказно дека таа се сликала со вошашни фигури, се со цел да се понижи таа како личност и како председателка. Не разбираме дека таа е председател на целата држава. Да, мислам, најпрво уште еднаш благодарам на поканата. Мислам дека вечерва ќе говориме на темата на која што јас го посветив и својот живот и своето действување во политиката, во партијата, како и да кажеме, целокупно во општеството, зашто учествувам и во носење на закони за подобрување на, да речем, на женските права, подобрување на позицијата на жените во општеството. Нормално, најголемиот ангажман е во нашата политичка партија, затоа што веќе 5 години сум председателка на централно ниво на целата Унија на жени во Република Македонија. И можам слободно да кажам од досегашното мое искуство. Прво, секогаш сум ги осудувала овие мизогини, напади, говор на омраза, линч од јавноста и така натаму. Некако како општество имаме малку и стереотипно однесување. Зборувам не јас лично, туку се ставам еве во целата нација, дека имаме стереотипно однесување, секогаш некако е полесно жените да се критикуваат, не знам како изгледаме, каква фризура денеска имаме или каква облека имаме на себе, без притоа некој пат да се навлезе во суштината. Некој пат сум била можеби само со репче во јавност сум се појавила, ме критикувале, а без при тоа да се знае суштината дека можеби некој од трите деца ми изгорело температура вечерта. Но видете, кога се нафаќате на јавна функција посебно, треба да сме свесни дека под притисок не сте само вие како јавен функционер, туку автоматски е многу пати под притисок и целото ваше семејство. Јас многу пати бев и навредувана, секакви измислици имаше пишување, статуси на социјалните мрежи што звучеа и се перципира како демнење и така натаму. Јас досега, ова си го зборам за мене лично, но тоа е можеби очигледно и до искуството,
Едноставно сум ставала приоритети во животот. Односно, не сум ги демантирала тие ниските удари кои што оделе на конто на мојот изглед, на мојата облека и така натаму, но ние што биле суштински за државата, сум ги демантирал. Пример, два деманта имам во животот за вакви напади, да речем. За референдумот во 2018 имаше лажна вест дека сум излегла на гласање. Да, тогаш демантирав и се појавив на протестот вечерта пред собрание и тогаш пишува по социјалните мрежи, Пешевска се појави пред собрание. Јас сакав само да им покажам дека ми е чист образот и дека немам страв да се појавам пред народот, а и да бидам нормално меѓу народот. И другата беше дека имам бугарско државјанство и така натаму. Тоа се да речам некои сензитивни моменти кои што се случували исто така во сензитивни моменти во државата. И како јавен функционер сум имала на некој начин одговорност и должност да ги демантирам. Инаку све што се однесувало на оној физикус мој, ја не сум реагирал, но знам дека моите деца, моето семејство се револтирале. И сега знаете како, јас секогаш го објаснувам и на Унијата на жени, дека треба надчовечки напори, огромен, значи многу големи дебели нерви да имаш, за да го смириш и задржиш цело. Прво приоритет е семејството да го задржиш цело и да биде смирено, амортизирано, а воедно да го продолжиш патот по кој што си тргнал, по пат на принципи, честност и работливост, едноставно поради одговорност на функцијата. Мојот вакво е, бидејќи подпишуваа сите партии и кандидати за градоначалници, и минатите избори подпишувавме како раководни лица во партиите, изјави за фери демократски избори. Секогаш се подпишуваат, секогаш се подпишуваат, а обично не се почитуваат. Првиот ден или уште пред да се почне кампањата, гледаме, еве сега и тој случај што го спомнавте, и со претседателката и така натаму, која што мислам дека им даде одличен одговор. Иако мора народот да свати дека треба малку да се на висина на задачата. Зарем претседателка на држава би ризикувала да се слика покрај восочна фигура. Значи мора малку да сме сите на висина на задачата. Видете сега, кога анализирам вака најавни настапи, настани, како се однесуваат, одредена се секоја честни исклучоци, нормално, но одредени луѓе тогаш велам, сега видете, сега да го направив ова истото, како обичен граѓанин, немаше да бидам осудена. Ама како јавен функционер ќе бев линчувана. Значи сите треба да бидеме на висина на задачата. Пред луѓе, таа е легитимно избрана од истиот овој народ што можеби сега и пишува против неја. Стварно не можам да ги разберам. Многу се контрадикторни. Ние сме стереотипно општество, да речам, тоа е на мајнсетот на напади, на омаловажување и така натаму. И милион дела добри да направиш, народот ќе се зафати на едно, не знам, ако пропуштиш или не е лошо, туку еве не му завршиш. Макар и банално, да. Банално, многу банални работи барат од нас, но треба да сме на висина на задачата во 21 век, ако ние зборуваме за ова. Сега јас велам, многу пати знам да се пошегувам, луѓето одат на екскурзија до месечината веќе, значи не знам, за неколку дена се враќаат, сега ние се бавиме со ниски работи. Мислам дека е добро да го судиме ние како нормално, како да речам челни луѓе кои што ги водиме жените и така натаму, но и моја препорака до сите оние што учествуваат во оваа трка за следниве избори, едноставно игнорирајте ги. Ја тоа сум го применувала и успешно сум го менаџирала до сега. Едноставно ги игнорирам целосно, си го врвам мојот пат по принципи кои што треба да ги сработам, што треба да одговорам во собрание, што во партијата, што во семејството. И јас немам време на вистина, многу пати ја социјални мрежи и не читам, ви кажувам искрено. Тоа е исправно, меѓутоа секој има различна точка на топење, да, така е прак на толеранција. Тек на време се стекнува, Драган. Тоа се стекнува, претпоставувам, во политика мора да имате малку подебела кожа, иако сигурно не е пријатно да слушате глупости, чисти измислици често пати, или еве извртување на вистината во известен смисол, мора да се живее со тоа и она што го споменавте, семејството, особено што жените по природата на нештата, се надевам нема некој феминистка да ми замери, по природата на нештата се вистинскиот столб на семејството и обично тие го носат целиот, не целиот, него најголемиот дел на товар на семејството. Самата рековте, приоритет е семејството, од друга страна имате политички обврски кои што можат да тежат многу и вие треба да го најдете тој баланс и на сето тоа да толерирате
ниски напади, ниски удари, особено кога се во прашање напади кои што немаат врска со вашата политичка активност. Да. Претпоставам дека никој нема да му пречи ако некој ги критикува неговите политички активности. Мислам дека не сте во право. Па сега што? Да. Ама што има тоа врска со обетките што ги носите? Да. Тоа е. Ќе се соочиме со аргументи и факти, ама видете вака сега кога лично ме напаѓаат, не е секогаш едноставно, значи да го воспримете тоа, посебно жена што ако работи многу, напредува брзо и така натаму, па има секакви муабети, чива е, што е, како е, знаете се да не. Тоа што на мажите не им се случува. Веднаш е нечија љубовница, да. веднаш е нечија... Тоа е стереотипното однесување, да. Ќе мора да работиме на тоа дека дефинитивно имаме позитивни примери во политиката на жени, кои што можат да бидат примери за следните млади генерации. И треба да учат едноставно да учат од нас. Тоа е тоа. Но колку ги одбива ова? Еве, младите девојки, ја спомнав оваа девојка Луна, бидејќи е навистина млада, колку тоа може да ги одбие девојките, младите жени да влезат во оваа приказна кога се свесни дека уште на самиот старт ќе бидат мета на бескрајни критики за ништо практично. Јас сум во возраст како генерација, можам да бидам слободно мајка на пример на Луна, еве. Размислувам, еве, јас низ призма на мојата, да речам, на мојата возраст размислувам. Кога веќе се реализирани жени како домаќинки, како мајки и така натаму, повеќето жени, видете, кога гледаат што се случува на некои жени во политиката, се случуваа многу тешки процеси, поминавме, бидејќи 9-та година су во парламентот, се случуваат тешки процеси и така натаму, прогони. Во тој период доста жени беа уплашени. Се зборувам за жени на моја возраст. Овие млади сега се малку со поголема храброст од нашите генерации. Ние сме деца, што е добро, но да е во нормала. Значи ја бидејќи имам 22 годишен син, 18 годишна ќерка, 11 годишен син, и ја гледам таа прогресивност кај младите, што исклучително ми се допаѓа, ги поддржувам, но да е во нормала, значи да не излегува се целосно од границите, да речем да не ја преоѓа на линија на пристојното, да кажам. Од моја возраст жените, многу од нив размислуваат дека не би можеле да го издржат целиот тој товар и огромен притисок од јавноста, прво од јавноста. Такви процеси кои што поминавме дефинитивно не би поминале и најчесто жената одлучува да си биде со семејството, со децата, приоритет да не ги оставаат децата сами и така натаму. Да, едноставно ја на друг начин размислувам. Така е, но тоа го ја стеснува можноста да жените како практички поголемиот, побројниот пол во државата да внесат во додадена вредност во приказната. Бидејќи на крајот на краиштата никој не може на сила да ве натера да влезете во политика, мора сами да одлучите. Да знаеш, Драган, дека мотивирањето на жените да бидат вклучени во политиката, работејќи 5 години на централно, 5 години на локално ниво, значи некои 13 години вкупно и подпредседателка претходно и во Газибаба бев председателка на Унија на жени. Можам слободно да кажам од искуство дека многу тешко оди мотивирањето на жените да се вклучат во одлучувачките процеси, да бидат вклучени во политиката. И многу сила треба за да се убедат, дури и кога ќе разговараме низ призма на бројки зборуваме, не знам, мал број на градоначалнички, мал број на министерки и така натаму, дека дури и до овие бројки стигаме тешко. Тоа е тоа што ви го кажав, одлучуваат да се со семејството, да се со децата и така натаму. Но многу пати им објаснувам дека имаме повисока мисија во општеството. Не дека е лесно занимањето. Посебно жена во политика, во вакво општество е исклучително тешко, но како и секоја работа треба многу да ја сакаш и да работи со многу ентузијазам. Секогаш има местенки, да знаете дека онако ќе реча стигматизација, не сме само стигматизирани од мажите. Многу повеќе сме, многу пати сме стигматизирани од жените. Жената на жената е волк, така беше. И така, и секогаш апелирам дека посебно во политиката, не само во политиката, во секоја област, ја нема таа женска солидарност. Дури некој пат ќе бидам повеќе поддржана од мажи во партијата, отколку од жени, не можам да се изначудам. Тоа е најверојатно дали до карактер. Јас сум пример како председателка со отворен ум, со широчина во действувањето и пример немам страв да до мене ставам успешни жени, не ги чувствувам како закана. Едноставно сметам дека јас имам свој пат во политиката, свој пат во општеството и секоја од нив си има свој пат.
И ако ми се вмрежиле патиштата да бидат во мојот тим, тие ми се само дополнително додадена вредност во мојот успех, во мојата кариера. Никако не ги чувствувам закана, што не го гледам тоа кај останатите. За жал, ако сте во право, верувам дека сте во право. Намерно го зборувам, за да ја пробудам јавност, зборувам од лично искуство. Значи не е од напишано во книга или во тетрадка, зборувам од лично искуство, од работа на терен, меѓу народ, секојдневно соочувајќи се со проблемите. Навистина треба многу нерви, многу толеранција, трпеливост, многу проблеми имаме, но кога се сака се може. Како да ви кажам, све се постига. Така. Едноставно. Да свртиме малку на страна, бидејќи го спомнавте семејството во два наврати и денеска премиерот зборуваше за нешто многу важно. Ќе го скатам во една реченица: ако сакаме да имаме иднина, решението е многу детно семејство. Ова до пред известно време речиси беше табу да се зборува. Некако и ние како општество толку навлеговме во тие, јас би рекол, во негативниот дел од западните вредности, иако меѓу западните вредности се најголемиот дел супер. Да. И почна се промовира себичност. Еве така ќе го наречам. Тоа себичност, немам друг термин. Во кој што човек треба да се гледа само себе си. Семејството е застарена категорија. Деца нема што да се раѓаат, жените се тие што ги раѓаат децата, така стојат работите и сега јас очекувам искрено сега некој да рече еве го премиерот се залага за фундаментализам, талибанец ќе го наречат. Ретрограден, заостана. Талибанец претпоставам ќе го прогласат. Меѓутоа вели, и јас немам причина да верувам, вели многу едноставно. Ако продолжи овој раст на наталитет, за 20 до 25 години Македонија ќе има помалку од 1 милион жители, ќе нема кој да ја рани, ќе нема кој да работи, ќе нема пари за пензии, ќе нема за здравствено. Ова е толку страшна порака, ако ја гледаме во незината базична, во незината основа, што навистина сите треба да се прашаме што правиме ние. Ние едноставно сме принудени, како да кажам, да имаме семејства со поголем број. Тоа е начинот. Вториот начин е да примаме луѓе од Непал, од Бангладеш или не знам каде. Ако и тоа решение е добро, меѓутоа верувам дека за најголем дел од нас тоа не е баш најисправната варијанта. Суштината на говорењето се повеќе за демографските политики, за народ како што е нашиот, малоброен, е прашање на постоење. Да се биде или не, буквално? Да се биде или не. Ако веќе сме соочени во општеството да во многу области немаме кадар за работници, значи тоа за 5 до 10 години, обично демографскиве стратегии се правеа на 10 години, сега ќе се прави стратегијата на 20 години. Тоа значи дека, Драганко, ако сега вложиме во оваа мерка, пример, како што беше зголемување на инвитро обидите од 3 на 6, би имало рефлексија за 5, 10, 20 години. Замислете колку споро иде ефектот од самите мерки што ќе ги примениме. Но ние си го доведуваме прво постоењето на државата, на македонската нација. Второ, на многу ресори бизниси нормално ќе пропаднат. И сега повторно ќе говорам од лично искуство. Јас потекнувам, јас сум 600 дете во нашето семејство. Навистина? Да. 5 женски сме, едно машко, и јас сум 600 дете поред. И мислам дека можеби живеевме поскромно во тоа време, за разлика од сегашниве генерации. Не ни фалеше ништо, затоа што имавме многу љубов меѓу нас. Сите се со успешни кариери, сите се фамилиарни луѓе, сите се нормални, единствено јас од сите имам 3 деца. Добро. И сакав и четврто да посвојам. Значи, тоа се, да речем, моменти, бев презафатен и не го одлучивме тој момент. Изборувам повторно од лично искуство. За мене, семејството или децата се огромна мотивација. Првенствено се моја огромна подршка. А потоа кога пораснаа, кога почнаа да разбираат мајка им со што се бави, тие станаа моја огромна подршка. И нема, знаете како, нема поголема мотивација, извор на сила, кога децата велат: мамо, ние се гордееме со тебе, нема работа што не можам да ја завршам во животов, црпејќи од нив енергија и храброст. И демографските политики, морам да истакнам дека Унијата на жени работевме на изборната програма и целосно, со цел тим и од партијата нормална, целосно таа програма беше инкорпорирана значи, во изборната програма. И многу ми е драго што можам да го истакнам следното, дека претседателот на партијата, воедно и премиерот, дека на вистина многу позитивно ги прифаќа сите овие мерки што се предложени таму и изнаоѓа начин како што побрзо да се реализираат. Разговаравме токму на еден службен пат дека
токму за зголемувањето на инвитро постапките од 3 на 6, дека откако се најави од минатата година, дека веќе имаше побарувања, бидејќи комуницирам со најголем број на жени во општеството, дека имаше многу барања и велеа да одвај чекаме да се изгласа тој закон. Навистина со душа го чека. И тоа е еден сегмент, ама тоа е само еден сегмент, има многу мерки кои што подршка за семејствата, за секој плюс дете, и така натаму. И навистина не треба да го сметаме ова како ретроградна политика, затоа што ова, видете, ова не треба да се перципира како мерка насочена или порака до жените раѓајте повеќе деца. Ова е мерка за брачните парови, значи за двојките кои што одлучуваат заедно да станат родители. Да. И сега видете, ние во општеството знаете што ги поминавме тие, да речам, трендови, што можеби мене некој ќе ме нарече ретроградна, но јас зборувам повторно низ лични примери. Секој може да си прави во животот што сака, но не пред очите на моите деца. Јас сум децидна во тој поглед. Сега кога почна ќерка ми пример да ме прашува за кога се случуваше парадата на гордоста во Скопје, ме прашуваше дали е нормално, таа беше 17 години, дали е нормално маж да е облечен како жена. И ја велам, не е нормално. Легитимно прашање, да. Многу легитимно прашање, ама ние видете сега, ако сакаме да го смениме стереотипното однесување на повозрастливе во општеството, ние треба да работиме од семејството. Тука се почнува со воспитувањето на децата и тоа да продолжи во процесот на образование. Јас си велам, не е нормално, Марија. Потоа, видете сега, во светот се случаја многу небулози. Не знам, на Олимпијадата во Париз, трансексуалец се надпреваруваат мажи кои што тврдат дека се жени во женска категорија, мислам, да, реално. Да, ако го анализираме процесот, велат го дискриминираме човекот. Не, тој си има слобода да се изјаснува како сака. Нека биде што сака во животот. Но ние создаваме, преку тој случај, создаваме нови маргинални групи во општеството, затоа што тој е еден кој што се надпреварувал во женска категорија, ама целата група од женска категорија е дискриминирана затоа што тој е природно предодреден да биде посилен физички. Сега и треба да ги... не е фер, да. И не е фер. И сега ние треба да ги разгледуваме така работите. Плюс, видете сега, во тој период како што беше побарување од страна на СДСМ, тој закон, нели, за родова еднаквост кој што не го прифативме и така натаму, тој закон почнуваше со реченицата да се постигне целосна родова еднаквост во сите области. И сега ја им велев, ги прашував, може да ме сметате за буквалист. Но еве, објаснете ми, како можеме да постигнеме целосна родова еднаквост во сите области? Логично е. Значи, дали тоа ќе значи во областите каде што имаме повеќе жени? Дали е во градинки, во образование, имаме, значи, области каде што имаме повеќе жени, дали тоа ќе значи дека треба еве да ги избркаме за да се постигне родова еднаквост, да се стават повеќе мажи по секој цена. Да, повеќе мажи. Дали во рудник ќе ставиме жена да работи и така натаму. Легитимни прашања, како ќе постигнеме? Тоа, значи, и тогаш го објаснував. Значи, едно е еднакви права, а друго е еднаквост која што не е возможна природно. Според мене, што јас го применувам термин, многу сум го размислувала ова, многу адекватен термин е рамноправност. И за рамноправност да знаете дека најпрво зависи од самата жена. Ако жената се докаже и избори за одредена позиција во семејството, таа потоа го проширува тоа во општината или во околината кај што живее, а потоа го пренесува и во општеството. Многу пати зависи од жените. Не е дека сме само стигматизирани, треба некој пат да се преземе чекор еден покравар и да се истапи од она анонимна комфорна зона, јас ја викам, и да се истапи во јавности. Ние треба да работиме, Драгана, во општеството да некои појави природно се случуваат. Не може ставени вака од озгора црпнати да се стават. Ова од денеска ќе го почитувате, значи од денеска не знам кој како се чувствува, еве кажете слобода. Најпрво, јас сум била голем бунтовник. Не може во воспитувањето на моите деца одредени програми во образованието па да навлегуваат во приватноста на семејството. Тоа беше директен упад во семејството. Ја така се почувствував. Мислам, најголем дел од граѓаните така се почувствува. Може било кој да ме демантира, но јас, моето силно чувство беше толку силно што знаев дека сум управо, дека имавме упад во семејството од луѓе кои што воопшто не ни знаат како функционира нашето семејство. Значи, се што требало да знаат, а се сметам за либерален родител, моите деца имаат право и слобода да ме прашаат и отворено да им
објаснам, без разлика дали е машко или женско, да разговараме на сите теми, па и изрази што ги користат нивните врсници во секојдневието. Некој пат кога ќе излета на најмалото, ќе му викам, па прашај ме прво што значи, за да ти објаснам па дали можеш да го користиш. Истиот пример, јас се збунувам кога зборувам со моите деца. И сметајќи дека сум превземала све во либералноста на сваќањава на моите деца, сега одеднаш имаш упат и тука ти мораш нормално да си го забрани, да си го заштити семејството. Тоа е природен нагон. Природен одбранбен механизам. Што Кога сме се уште кај децата, предпоставувам, зборам за политиката за повеќе деца. Предпоставувам дека либералите ќе реагираат, веќе вие кажете во смисол на моје тело, моје право, никој нема да ми одредува колку деца ќе... И тоа е така. Да, дефинитивно секој треба да му биде јасно дека тоа е така, меѓутоа тоа не треба да спречи државата, системот, да ги понуди најдобрите можни мерки за тие што сакаат да имаат поголемо семејство. И тука да направиме една... Затоа што утре кога ќе има некои протести теоретски само зборувам и кога ќе се излезе со вие не враќате во средниот век, што и да значи тоа, ќе треба да се објасни добро дека никој не е приселен на ништо, меѓутоа едноставно тие што сакаат треба да добијат помош. И при тоа јас се плашам дека овие што не сакаат ќе се чувствуваат дискриминирани. Затоа што нив нема да им се нуди помош. Секоја работа има и бенефити, не знам, и недостатоци. Како да ви кажам сега, реално, значи за во однос на демографијата, јас сум го кажала мојот став и моје тело, моја одлука е всушност така е донесен законот за абортус пред некој мандат. Сега дали беше во првиот, мислам дека ја кога бев, значи од 16-20 тој мандат, и не е ни важно кога е донесен. Мислам дека можам слободно да искажеме дека имаме доста либерален закон за абортус. Дури по либерален, ја баш во тој период кога се забрани абортусот во Америка, баш тој период бев таму и бев запрепастена, сметајќи дека е најголема демократија и дека Врховниот суд треба да донел одлука дека се забранува и дека потоа секоја држава треба да се одлука, така да одлучува. И таму има друг проблем што веќе им се отвори и најверојатно ќе им се отварат уште повеќе проблеми. Кога се носеше законот во нашето собрание, ја учествува во дебатата. Бевме мета на критики и тогаш. Имав свое размислување за тој закон, нормално. Затоа што одлучувањето за едно семејство дали ќе има повеќе деца не е само лична одлука. Ја повторно говорам низ мојот пример, не сакам никој да се најде овде допрен. Ова е значи мој личен став. Јас ја имам среќата да имам слобода целосно да разговарам пример со сопругот и за овие сензитивни теми и заедно одлучувавме дали колку ќе имаме деца, кога така би требало да биде во нормален брак, природно, да. Жално е што во поголем дел од општеството жените немаат право да одлучуваат и ова е моја, да речам, теренска информација, дека им е наложено или не смеат да абортираат и така натаму. И тогаш да знаете дека навистина бев вака на големо двоумење. Од една страна мажите се чувствуваат дискриминирани, од друга страна огромна женска заедница која што бара своји права и ова да речем можеби прв пат го кажувам во јавност, многу размислував, имав дилема, но кога размислив дека е за бенефит на огромната женска заедница, нормално го поддржав тој закон, иако имав дилема, поучена од ова, од моето искуство, сега ја имам слобода да зборувам, заедно да одлучувам, ама кога стигаа до мене низа повици и пораки дека немаат слобода да одлучуваат жените, мене навистина ми е жал. Повторно ќе се вратам на дека треба да работиме на кревање на јавната свест и на менталитетот, но директно ја би ги прашала или препорачала, не знам, се бориме за инфраструктурни проекти, за повеќе градинки, за повеќе училишта, за болници, за патишта, за улици, се што спаѓа под инфраструктурни проекти, но ако немаме народ, за кого би ги правеле? За да тие Клучно прашање, за да зјаат празни, не ни треба. За да тие зјаат празни, за да ги исполнат луѓе што ќе работат во нив, нас ни треба луѓе нација. А ако
не знам колку го сметаат ретроградно, ја не се ни замарам дали го сметаат за ретроградно прашање. Суштината е дека ние не наредуваме директно на жените да раѓаат деца, туку дека се грижиме за опстанокот на нацијата. Не знам, тоа е, да речем, моето. Во САД се случува еден, искрено бидејќи го спомнавте САД, еден интересен пресврт, или не е тоа пресврт, тоа е еден природен нагон веројатно за одбрана на тие што поинеко гледаат на нештата. Сега пред неколку дена во Скопје имаше еден голем настан на организацијата Јас сум жена. Така? Да. Мислам дека и вие бевте тамо. Убав настан во кој што се зборува за можностите на жените, за начинот на како да се изградуваат, да придонесат во општеството, и таму се појави како гостин господјата Кимберли Флечер, не е многу позната кај нас, меѓутоа таа е писателка и колумнистка и основач на една организација која што се нарекува Moms for America или Мајките за Америка, која што има сега во оваа американска власт прилично силно влијание, особено во делот на семејството, што е природно и самото име го кажува тоа. Вие се сретнавте со денеска имав средба се сретнавме и пред конференцијата и денеска во собрание имавме подолга средба, да. Разговаравме за сите предизвици со кои што се соочуваме жените генерално. Мислам дека господјата Флечер ќе гостува кај колешката Искра Коровешовска овие денови, ќе имаат граѓаните можност директно да слушнат какви се незините ставови, меѓутоа генерално вака еден впечаток кога доаѓаат од САД, тамо каде што ние сме навикнати медиумски, ајде да речеме, постојано дека од тамо доаѓаат ултралиберални, најлиберални ставови, се појавуваат личности кои што се сосема поинакви, кои размислуваат конзервативно во наводници, иако и конзервативно е вистинскиот назив, и кои што на вистина сметаат дека САД треба да се вратат на некои потрадиционални вредности, затоа што тоа е начинот да се спаси државата. Ај повторно ќе раскажувам од моето искуство. Добро. Бидејќи моето познанство со Moms for America не почнува од сегашниве средби, почнува од февруари оваа година. Добро. Бевме на еден голем настан на СИПЕК. Всушност, после победата на Трамп на изборите се одржуваше во Вашингтон настанов и таму се запознавме, дури имав и подкаст со незиното здружение. Тамо во САД, одлично. Во САД, во Вашингтон, подкаст имав со нејзе лично. Таа бидејќи се заинтересира за приказната за мене и за Македонија и беше инспирирана да она го води подкастот кај незе. Она што јас таму го видов, ќе го кажам. Таа има мрежа, незината фондација е мрежа од пола милион жени од прилика, кои што го поддржуваат Трамп. Да, ја вреднуваат во оваа власт, затоа што имаат многу сработено. Значи, верувале во жените и им дале поддршка. Но мора да се спомне дека имаат низа мерки, амандмани, измени на закони поднесено до сега за унапредување на жените. Од она што го видов има и настан Moms for America, доручек имавме со нив и она што го видов таму, не само што беа многу жени, повеќето од нив се успешни бизнисменки. Тоа значи дека не е жената оставена дома, туку дека работи, дека создава. Да, имаат многодетни семејства, пример Кимберли е мајка на 8 деца. Незината извршна директорка што оди со неј за реч, исто е мајка на 8 деца. И сега видете, ако е конзервативно размислување, таа би била затворена дома, би се грижела само за своите 8 деца, како ја припаѓам на, да речам, на центар десно, на десно центар, како сакате дефинирате го, ултраконзервативна. Не сме ние партија сега, имаме либерални сваќања, но како што кажав во граница на нормалата. Ја би седела дома и би се грижела само за своите деца, не би имала толку голема успешна кариера и како политичарка, и како пратеничка, и како, да речам, раководство на партија. Оно што јас го видов таму е, не можам да кажам дека се само конзервативни вредности. Имаше некои писанија по социјалните медиуми денеска дека биле ретроградни и дека токму средбите со нив ќе ја врателе назад државата и така натаму. Видете сега, во животот учиш и од позитивните и од негативните искуства. И добро е да споделуваме искуства со луѓе од надвор. Она што го видов таму, мене ми се допаѓа и имаме добра организација, сме најголема женска политичка организација како Унија на жени, да, но може ни треба уште помасовно, да речем, окрупнување во однос на действување на одредени одлуки за да повеќе да се факторизираме во општеството. Иако пак ќе
пак ќе се вратам дека факторизирањето зависи од секоја жена посебно. А бројот на деца, намерно кажав ова. 8 деца има господјата, а е ултра успешна во тоа што го работи. И работеа сите заедно на настаните, каква кохезија имаше со семејството, ја бе фасцинирана. И незиниот сопруг, и синовите големи, тоа беше... Еве и Урсула фон дер Лајен ми текна да проверам, мислам дека има 6, а има 7 деца. 7 деца. Една од најуспешните жени во светот објективно има 7 деца. Своји, родени. Да. Мора, сега баш го симплифицираме, тоа е тоа. Кога и сега некој ќе рече, веќе го знам одговорот на многу жени. Ама тие се родени богати, тие живеат во привилегии, децата никој им ги гледаат негователки. Ние ги немавме тие привилегии. Не, ние сами си ги раснеме децата, да, некој пат ќе ускокне свекрва ми, но генерално да речем кај мене големите го порасна малото. Од друга страна, мора да имаме и треба да имаме што повеќе жени со повеќе деца во политиката. Не само заради ова, заради многу причини, но јас велам дека добар пример сме оние жени кои што имаме повеќе деца, а сме успешни и како политичарки, и како мајки. Некој пат знаеме така да го запоставуваме семејството, најголема жртва ни е поради нашата зафатеност, но успешно сме го одржале и семејството, и кариерата, значи можеме све паралелно да тераме, ако имаш организација како војник. Ја така ги објаснувам нештата. Не е тоа некаков... Не е научна фантастика. Да. И не е рецепт за неуспех. Многу ми ќе речат тука следат разводи, тука следи пропастување на семејство. Како си ги поставил работите, едноставно. Како си, ама тоа и не зависи од менеджмент, за жал, не е за жал, така стојат работите. Така. А жените морам да признаам во тој менеджмент се многу подобри од мажите. Да. Многу поорганизирани во секоја смисла на зборот, нема да го земам мојот пример бидејќи мојата сопруга ќе се смее, меѓутоа можам да кажам дека и тоа како е поорганизирано од мене, јас обично не се снаоѓам со најбанални работи. Да, знаеме да работиме 100 работи одеднаш, да. Тоа е вистина, ти знаете каде се наоѓаат сите нешта. Како можеш да работиш 100 работи одеднаш? Ако не работам, не можам да стигнам, тоа е. Тоа и карактер е тоа, може Драган, не знам. Океј, секој си е различен. Се разбира. Чисто околу уште малку околу ова со конференцијата на Јас сум жена, таму се појави, ако не се лажам, најдоброто од Македонија во овој момент, во смисол на женска перспектива, женски ентузијазам и така натаму. Тоа покажува дека јас да не бидам дека јас сум портпарол на ова дружение, случајно ги познавам двете колешки мои пријателки, па знам. Меѓутоа покажува дека жените кои што во принцип се доживуваат себе си како поконзервативни, се внимавам со зборот, внимателно зборувам, и тоа како можат да придонесат во општеството, лага е дека само либералите, оние што се истакнати како либералите, тоа имавме прилика со години да го гледаме наназад, се тие што можат да допринесат за женското прашање. Форматот на оваа конференција е промоција на успешни жени македонки од Македонија и од странство. И јас бев буквално воодушевена колку македонки имаме успешни во странство и ги запознавам на таа четврта е поред ова што се случуваше и од првата буквално сум, да речам, учествувам како публика таму. Навистина треба да работиме што повеќе на промоција, да дојдат да говорат во својата држава, да кажат што прават во странство, што многу малку информации имаме, прединамичен живот водиме сите и немаме време тоа да го знаеме, но таму ќе слушнете на тие конференции, ќе слушнете фасцинантна приказна од рурални жени, фасцинантни приказни на мајки, на дечиња со попреченост, многу емотивни, сензитивни. Апсолутно. Значи, тие се секојдневни проблеми што ги тишти жените. Јас некој пат знам да кажам, мислам дека сите проблеми се по жениве, работејќи со жените, буквално нема проблем што не се наоѓа меѓу жениве. И затоа ми е дополнителен мотив, некој ќе се уплачи, ќе замине, бидејќи не можеш крај да фатиш на све, но дополнителен мотив да останам да речам на позицијата и како пратеник, да ги притискам работите, да ги потсеќам релевантните институции, да лобирам за одредени законски решенија како што беше за инвитро законот, тога соработувавме па со друго здружение до ББ по патот на инвитро, да даваме поддршка. На крајот на краиштата, луѓе, јавните функционери таа задача имаат. И затоа јас апелирам многу пати во јавните мои настапи, па и во посетите на општинските комитети низ цела Македонија, дека сите избрани јавни функционери, досега избрани, од сега што ќе се изберат на следниве локални избори, мора да си ја сватат целта на својата функција. Мора да бидат на висината на задачата. Мора да се достапни на граѓаните. На крајот на краиштата тие ги избрале. И треба да ги сослушуваат,
да им ги решаваат проблемите. Затоа сме функционери. Едноставно е. Затоа што на тој начин не само што се задржува гласачкото тело, на тој начин придонесува за подобро општество. Затоа е нашата функција, барем така ја имам сватар. Тоа е работата, така. Меѓутоа, не знаат многумина дека вие освен тука, локално, не е локално, туку на ниво на Македонија, сте представники и во светски организации. Да. Па може да ми кажете, колку отстапуваме ние од светските трендови кога се опрашање жени во политика, жени во општество, бидејќи навистина имате можност да се со Кимберли Флетчер спомнавте дека во Америка сте имали директни контакти, меѓутоа и на секаде по светот работата ви е таква. Колку отстапуваме ние или сме во некаква нормала со другите? Промовирајќи унијата на жени, работата на унијата на жени, која што на годишно ниво имаме околу 2000 активности низ цела Македонија. 2000 активности? 2000 активности со се вака целосен годишен извештај имаме направено. А тоа би било по 5 активности дневно отприлика? Дневно, да. Добро. Унијата на вистина на жени креира јавно мислење низ многу настани и активности кои што се прават, третираме актуелни теми, буквално сите кампањи што се глобални, светски ги следиме, сега ќе следи борба против рак на дојка, за поддршка на рурални жени, потоа за кампањата против насилство, која што работиме малтене и цела година, но оние 16 дена активизам од 25 ноември до 15-16 декември. И можам слободно да кажам, многу мина знаете како во светот не сметаат за па така, малечка земја на Балканот, си велат не е развиена, не напредува, но кога ќе ги објаснуваме нашите примери, што све имаме направено, имаме многу направено, а имаме уште многу да направиме. Само сакам да ја кажам на јавноста да бидете информирани дека сме дури и добар пример за развиени европски демократии. Не само позитивен, да, не само во регионот, затоа што да, имаме квота која што можеби за мое лично мислење е навредлива, но ако не постојат квотите нема да има жени во политиката поради стереотипното однесување претходно што го зборував, но ние предничиме како парламент со најголем број на жени, значи повеќе од 40% имаме жени. И на советничките и на пратеничките листи има 40% застапеност, дури и тргнавме малку чекор понапред во партијата на овие избори, со тоа што можам слободно да ги пофалам колегите од машкиот пол, кои што ги заедно ги креираа во општинските комитети листите, дека дури се надпреварува кој да стави повеќе 50-60%. И она што цело време тежнеевме разговарајќи со председателот на партијата, да не биде наметнато така натурено, туку да природно излегува од базата, да ја разберат вредноста на жените. Тоа почнува да се реализира после, да речам, 5 години откако сум председателка, значи требало години да поминат, но сето мое укажување и критикување успеало и произлегоа листи. Имаме добар број, негде околу 20 носителки на нашите листи, баш ќе ги проверам бројките вкупно во Македонија колку има носителки на листи, тоа значи председателки на совет ќе бидат, иако имаме мал број на градоначалнички, иако ви кажав дека и до тој број тешко стигнавме, но мене ми беше фасцинантен моментот дека природно мажите ги поддржаа жените и ставија, имаме добар број, негде не знам 6-7 листи со 50% на жени во првите 10 места, што е многу важно. Имаме неколку со 60% и треба да се фокусираме на тој сегмент да освен што повеќе жени ќе се вклучуваат, треба да работиме на нивното едуцирање политичко. Ние како Унија на жени имаме своја политичка академија и една од членките на политичката академија сега е кандидатка за градоначалник во мала општина, но ми е особена чест што учествуваше на нашата политичка академија. На таа политичка академија можеби не следите, можеби како медиум, но ги учиме жените на јавни говори, како да се однесуваат, како треба да изгледаат, како треба да се облекуваат, фризури и така натаму. Значи, чисто разговараме како би изгледала една јавна функционерка, но најбитното беше да се низ практични вежби, интерактивни се тие политички академии, да го предат оној прв момент на страф од камера,
на обраќање, да говорат и така натаму. Многу важно е тоа, што е дефинитивно. многу важно и ние работиме на профилирање на кадри што ефектуираше со кандидатка за градоначалник. Да. Инаку да кажам, многумина не знаат што значи излегување во јавност за мене кој што сум секој ден пред камера речиси или за пратеничката која што исто по природата нештата е постојано пред камери, тоа е релативно лесно, меѓутоа верувајте за човек кој што нема искуство, тоа е огромен стрес. Не е воопшто пред лесно, јавност да се излезе, да се зборува, луѓето мерат се, проверуваат се, тоа воопшто не е наивна работа и апсолутно поддржувам вакви механизми за поддршка на жените, особено што сакаат да влезат во таа приказна. Да се префрлиме, бидејќи полека истекува времето, на чиста политика, самата спомнавте околу локалните избори. Во овој момент премиерот зборува дека практично нема трета опција во Македонија, има две опции. Едната е ВМРО и таа околу ВМРО ДПМН и другата е една коалиција неформална би рекол, меѓу СДСМ, ДУИ и Левица, односно трета опција нема. Јас лично да ми прашувате мене, јас сум и за трета опција. И за четврта и за пета, затоа што тоа е демократија. Да. Меѓутоа, иако формално, правно и се расправаат меѓу себе, се повидлив е тој допир, ајде да не го наречеме договор, меѓутоа тој контакт што постои меѓу овие од опозицијата, кој што според вас, пред вашата партија, е еден вид на непринципиелна коалиција? Видете, прво, местото си го добија со она што си го заслужија всушност. СДСМ падна, по анкетите ако ги анализирате, јас секоја зборам низ бројки, низ статистики. Ако ги следите анкетите, ќе видите дека СДСМ падна како трета партија после ДУИ. И ова е историски пат. Ова е историски пат и сега видите, она што им го кажувавме за штетните политики, ги предупредувавме и така натаму, затоа што дури од собраниската говорница ми имам порачано дека ние сакаме посебно да имаме здрава, силна опозиција, каква што бевме ние во опозиција. Бевме и многобројни, они се малобројни. Многу малку од нив луѓе истапуваат во јавност и она што мене ми е патетично и смешно, додека беа силни, повеќето мажи функционери беа во јавност од СДСМ и ДУИ, ама сега кога падна и двете партии, ако анализирате во парламентот, па и во јавните дебати, тие спадна на ниво жените да ги бранат. Не ги омаловажувам, има силни жени и од таму, кои што се нормално се познаваме со некој повеќе, со некој помалце, но падна на тоа ниво, значи кога предоа во опозиција, препуштија жените да ги вадат врелите костини, што тие ги ставија во својот двор. И сега видите, судбината што си ја одреди сама СДСМ, сега ќе си ја живее. За непринципиелноста во политика сме сведоци низ децениите минати. Тие си правеа и додека беа, да речам, и власт во одредени совети и во Советот на град Скопје си беа коалиција. Прилично видлива, и сега прилично видлива, гласањето си го покажуваше тоа дека се тие СДСМ, ДУИ и Левица заедно, колку и да е некој од нив негираат. И епилогот на штетните политики, еве го, тие ќе мора да непринципиелно да коалицираат со онаа партија што всушност ги сруши од власт. ДУИ ги сруши СДСМ од власт. Во муабетите позади сцената тие си го признаваат тоа, но не излекуваат полука, немајки веќе асови во ракавите, немајки можности, сами се ставија во позиција повторно непринципиелно да коалицираат. И каде ќе завршат, мислам дека е партија во надолна линија, дека нема да се ние го поминавме тој, ја им го објаснував и во собрание, некој пат им го зборев, на таа разнишаност и од надвор и од внатре, да се ние го поминавме, но ние се консолидиравме многу брзо како партија и силна кохезија стекнавме. Буквално секој човек зрно по зрно ги собиравме до нас. А кај нив не го гледам тој капацитет и сплотеност. Тоа е кога заслепено следиш одредени одлуки и кога во политика, јас многу пати сум рекла дека некој пат треба со своја глава да размислуваш и треба да кажеш стоп, до тука стигнавме, од тука натака не може вака и мора да се сменат начинот на функционирање. Значи не е само слепо да следиш,
туку треба да седнеш на маса и принципиелно да разговараш и кога се греши, да критикуваш, да даваш аргументи и да знаете дека кога имаш таков однос, со други очи ќе те гледаат и те ценат во политичките партии, а автоматски допринесуваш за да се зачува, да речем, кохезијата во партијата. Не гледам капацитет во СДС дека има луѓе кои што ќе можат да го направат тоа. Да може да и Ќе го видиме тоа на изборите за колку за нецели 20 дена. Морам да признам, СДСМ напаѓа власта за се живо и диво. Тоа им е работа. Околу тие напади можеме да спориме, се разбира, вие имате одговори и така натама. Дуи во целата приказна настапуваат поагресивно, веќе типично, стандардно за нив, значи се вади таа национална карта, повторно се спремнуваат орли, кучиња, мачки, сите животни што треба од животинското царство, додека третиот учесник во приказната левица оди и помалку, морам да признам, како да го наречам сега тоа, да не бидам погрешно свато. Си испраќаат пораки кои што не се ни на граница на безобразие, туку се навистина грди. Една од речениците кои што употребува лидерот на таа партија, не смеам да ја кажам на телевизија, како да ви кажам. Премногу е грда. Имам свое размислување за ова и секој има, Драган, свој стил и на однесување и на говорење, но ако треба да бидеме примери како јавни функционери, јас не би сакала да бидам како Димитар Апасиев. Не можам и не сакам. Ни по интелектот, ни по односот, ни по стилот, дама сум, не личи, но и да бидам вакво машко, не сакам да бидам како него, едноставно. Додека прогресивциве, овие кои од устата ЕУ не ја извадија, да се враќаат во не знам кој век со животни, со орли, со не знам зајаци, јастреби и така натаму, покажува и тие колку ниско паднале и дека прво народот не сака негативна кампања. Нив им е преку глава од препукување политичко, сакаат да слушнат позитивно, понуда, значи имаме проблем, да, решението за проблемот е тој и тој, тие сакаат народот тоа да го чуе. Особено па на локални избори. Но отровни гримаси, истурени со огромна омраза, кој одреден етникум, народот не сака. И видете, можеби треба да ги оставиме да го тераат тој вид на кампања, затоа што ќе им се удри од глава, но дефинитивно не личи на лидери кои што биле 20 години во власт да на тој начин демонстрираат, не знам, закани, не знам, уцени, не знам веќе што све прострујува во тие говори. Мислам дека треба да го задржиме нивото. Основното ниво на пристојност и достоинство. Тоа е мојата препорака. Добро, иако е малку проблематично. Бидејќи кога едната страна е пристојна, другата не е, се наоѓате малку во на Исусова состојба, свртете го и другиот образ, меѓутоа во политика па нема такво нешто. А ако бидете па такви, тогаш влегувате во дворот на другиот и практично му давате. Дали треба да го симнеме нивото и да паднеме на нивно ниво? И не би се изразила за другиот дел за шамарот. Не би го кажала своето јавно мислење овдека во телевизија, инаку ќе ти го кажам после емисија. Значи, ако направиме еден сублимат, ВМРО ДПМН објективно е апсолутен фаворит на овие избори, тоа не е тајна, тоа сите анкети го покажуваат. Се плашите ли, ова е можеби вака и приватно прашање, се плашите ли од преголема моќ на ВМРО ДПМН? Во случај анкетите да излезат навистина такви какви што се до сега. Драган, јас важам за искрен и остар жесток критичар, кога нешто не е во ред. И мојот апел е до буквално до сите што учествуваат политика, да водиме фер, демократски, принципиелни избори, а нашата предност е стекната со огромната победа што имавме на последните избори, кој што во исто време е аманет од граѓаните, но во исто време огромна одговорност. И ние немаме право на комфор и на луксус да се однесуваме неодговорно. И покрај високите рейтинзи нема олабавување, посветена работа на терен, посетување на секоја куќа, тоа е начинот на кој што ние функционираме и достоинствено однесување на она што претходно го повикав на јавните функционери. Дефинитивно немаме простор да се олабавиме, само работа и работа на терен и чесен однос кон граѓаните
и да нема нереални ветувања. Јас сум секогаш подобро кажем му на човек некој пат дека не можеш да завршиш работата затоа што не зависи едноставно се од мене. Кога би можела ја би ги завршила сите работи, ама не зависи се од мене и на брзината на институциите и така натаму. И можеме слободно да кажеме дека можеби некои процеси сме сакали ние да одат побрзо, но одредени појави, не знам, измени на закони, нефункционалност на институции, но недобра екипираност и така натаму, ги забавило тие процеси, но во иднина треба да работиме на што повеќе не е секогаш брзото решение добро решение, на посветено подобро, да речам, помалку работи да се завршат ефективно, отколку да се расплиниме со многу работи, а ништо да не завршиме. Работа и само работа на терен и честно и доблесно достоинствено однесување на сите функционери. Дали се плашам од сето ова што го анализирам, не се плашам, но мора да имаме принципиелно однесување. Жаклина Пешевска, пратеничка во Собранието, ви благодарам за вечерошто гостување. Ви благодарам и на вас уште еднаш. Поздрав до гледачите. Да, тука затвараме и ова емисија Заспија ако можеш. Утре во 15 часот се разбира и репризото издание. Јас ќе закажувам уште една средба со мене утре вечер во 22:30. До тогаш пријатно.